Утрински стихови од Библијата. 30. август. Тој стана наш првосвештеник. Затоа требаше во се да стане како своите браќа, за да биде милостив и верен првосвештеник пред Бога, за да изврши помирување за гревовите на луѓето. Евреите 2:17. Како посветен првосвештеник, тој посредува за својот народ. Како верен пастир, тој го собира своето стадо во сенката на Семоќниот, во цврсто и сигурно прибежиште. Сега нему му предстои конечна битка со сатаната и тој оди да ја прифати. Така и Христос, големиот првосвештеник, повикувајќи се пред Отецот на својата крв, пролеана за грешниците, го носи во своето срце името на секоја душа која се кае и верува. Како и Арон, кој символички го представувал Христа, нашиот Спасител во светилиштето ги носи имињата на сите припадници на својот народ на своето срце. Нашиот првосвештеник си спомнува за сите зборови со кои не храбрел да му веруваме. Тој секогаш го има на ум својот завет. Христовото дело, посредувањето за луѓето, е представено со убавото пророштво на Захарија за оној чие што име е Никулец. Пророкот вели: тој ќе создаде светилиште Господово и ќе се прослави. Тој ќе седи и ќе владее на престол, а до него на престол ќе седи свештеник. Како свештеник, Христос сега седи со Отецот на неговиот престол. На престолот со вечниот, кој има во себе живот, седи оној кој ги понесе нашите болести и ги зеде на себе нашите немоќи. Неговото посредување се темели на неговото прободено и скршено тело и на неговиот безгрешен живот. Ранетите раце, прободените ребра и прикованите нозе зборуваат во прилог на паднатиот човек, чие што спасение е откупено со толку безмерно висока цена.